А сега, да, имавме вклучување од Автомотосојузот на Македонија, впрочем, како и секое утро. Меѓутоа, за сите неприлики на пат, кои што може да бидат избегнати ако навреме сме информирани и подготвени, ќе ни каже нашата гостинка. Па, Сузе, да ви кажам јас вака искрено од нас тетовци, тетовчанки, како сакате земете, тетовки нема спас. Еве секаде не има. Дури моја соседка на иста улица си живеевме. Добро утро. Што е така. Како сме? Прво, добро утро на сите гледачи на Алфа телевизија. Ви благодарам за убавата најава. Ви, фала на прашање, многу добро. Драго ми е, да, секој утро ве слушаме, ние со нашето линковско јавување во вашата телевизија. Тука сме и за состојбата на патиштата, меѓутоа сме и тука да дадеме некакви совети за побезбедно и побезгрижно патување, поготово сега во овој летен период кога имаме зголемена фреквенција на патување. Инако за тетовченки многу ми е мило што сме соседки. Така, да. Така, да. И драго ми е што ова утро се гледаме во студио, вака во живо и со твојата работна позиција да ни појасниш и многу повеќе за денешната тема, но јас еве да не должам многу да те прашам дали можеби би сакаш да те почестиме со кафенце за добре дојде, со чајче. Ви благодарам, доволно е вода. Доволно е вода во летниот период. Повелете со разговорот, ве слушам со внимание, како јас и гледачите. И од мене голем поздрав и драго ми е што еве вака малку по-детално ќе можеме да им објасниме на нашите гледачи што значи да се биде член на Автомотосојузот, какви се видови на членства има, каква помош ќе ни биде Автомотосојузот, компанија, општествено одговорна компанија, 80 години присутна меѓу граѓаните. Честитки. Ви благодарам. Да, минатата година имавме јубилеј, 80 години постоење на Автомотосојуз. Нашата работа не е само основната дејност како што не препознаваат граѓаните за технички прилет, меѓутоа имаме голем број и проекти кои што се од општествена одговорност, меѓутоа тука е и нашата служба за помош на пат и патни информации, кои што е така многу значајна за нашите граѓани, и за нормално одвивање на патувањето. Да, точно поради тоа и сме денеска овде заедно. Ајде за почеток вака. Колку од вашето досегашно искуство нашиот просечен македонски граѓанин тргнува подготвен на пат? Од нашето досегашно искуство, за жал, не сите возачи тргнуваат подготвени на пат. Поголемиот број од возачите се фокусирани на дестинацијата каде што треба да пристигнат, си избираат локации, прават мапи, меѓутоа многу точат гориво, меѓутоа многу помалку се фокусирани на тоа што треба да направат за да се подготват за да тргнат на едно патување. АМСМ многу често препорачува, ние имаме и подготвена една чек-листа, подготовка за патување. Кои чекори треба да ги превземеме за да тргнеме спремни за напад. Овие чек-листи се објавени на нашата веб страна amasm.mk и се наоѓаат исто така и на нашата мобилна апликација, АМСМ мобилна апликација, но ги комуницираме и на нашите социјални медиуми. Основно што треба прво или што е многу важно да направи е да провери дали возилото е технички исправно, затоа што од техничката исправност на возилото зависи безбедноста и на самиот возач, меѓутоа и на неговото семејство. Може да се случаат многу непредвидени ситуации, од банални ситуации, дупната гума, не стартува возилото, прегрева моторот или, например, не работи климата. Поготово тоа е посебно важно сега во ова време кога е времето топло во летниот период. Заради тоа е неопходно да се направи техничка проверка на возилото, односно дали возилото е исправно. Ние препорачуваме да се направи, таа проверка трае само неколку минути. Треба да се направи проверка на сопирачките, треба да направиме проверка на светлата, треба да направиме проверка на акумулаторот, треба да се направи проверка на маслото за моторот, треба да се направи дали доволно имаме течност за ладење за клима уредот, дали има течност за стакла. Од кога ќе ги направиме сите овие подготовки, спремни сме за напад и имаме простор за побезгрижно патување. Затоа што една ваква непријатна ситуација може да го расипе расположението на патувањето. И скроз да го промени текот на патувањето. Така е, затоа што имаме чекање на помош, имаме непредвидени трошоци, така да за многу кратко време, доколку се направи таква проверка на возилото, спремни сме за напад. Што прави АМСМ? АМСМ за своите членови
значи организира сезонски проверки на возилото во оние периоди кога имаме зголемена фреквенција на патувања. Значи, сега во летниот период имавме организирано летна, бесплатна сервисна проверка за АМСМ членовите. Значи, ние ги пуштаме на пат да одат непроверено возило, значи, за да бидат они сигурни и безбедни додека патуваат. Значи, тоа е една од основните услови пред да се тргне, значи, на пат. Да, прекрасно. Какви други поволности и какви се можности им се нудат на корисниците? Еве, додека тие го регистрираат своето возило, вашите обучени колеги, референти им кажуваат за членствата, за типот на членство и што се тие можат да добијат како поволност за да се заштитат себе си при некоја несакана ситуација. Единствена поволност што АМСМ има креирано за своите корисници е креирањето на АМСМ членскиот пакет. Затоа што во тој членски пакет се вклучени голем број на услуги кои што обезбедуваат безгрижно патување. Тука се вклучени услуги за бесплатна помош на пат, која што ја обезбедуваме како во земјата, така и во странство, односно на цела територија на Европа. Под помош на пат се подразбира интервенција која што може да се заврши на лице место каде што е дефектот на возилото. Тука е опфатено, значи, проблем со дупната гума, проблем со акумулаторот, дотор правиме на гориво затоа што може да се остане без гориво, нели, па носиме гориво за да се стартува возилото. Исто така правиме и доколку има проблем со брава, имаме ситуации кога се забораваат клучевите во возилото. Така да не може да се отвори возилото да се продолжи. Направиме отворање на значи на возилото за да може да се продолжи понатака возењето. Ова е бесплатна помош на пат која што исто така ја обезбедуваме и во земјата, и во странство. Исто така и во странство, односно во сите држави на Европа. Покрај бесплатната помош на пат која што нудиме за АМСМ членовите, значи доколку не може да се отстрани дефектот на лице место, ние нудиме бесплатен пренос на возило. Како во земјата, така и во странство. Колку километри? Вака сега, во случај на дефект нудиме 200 километри се бесплатни на територија на Македонија, меѓутоа во случај на сообраќајна незгода, неограничено во километри, значи без разлика каде се наоѓа во Македонија. Додека во странство, бесплатниот пренос на возило обезбедуваме 200 евра, ние ги покриваме трошоците, затоа што сметаме дека се доволно средства за да го земеме возилото од местото каде што настана дефектот и да го однесеме до најсоодветниот сервис за тоа возило. Така. Меѓутоа, од нашето искуство, значи се прават и комбинации на услугите, доколку се наоѓаат значи нашите членови во нашите блиски соседни држави, се случува да возилото се донесе до граница, до македонската граница и од македонската граница потоа нашето потоа наше возило, значи да го превземе возилото и да го однесе на дестинацијата каде што ја посакува членот. Дали тоа ќе биде во сервис или на домашна адреса или на некоја друга адреса, значи веќе е тоа договор со нашиот член. Понатака покрај значи бесплатниот пренос на возилото, значи ние ги оставаме нашите членови безпомошни на пат, туку им организираме и хотелско сместување, доколку дефектот нели не се отстранува на лице место. Обезбедуваме, значи до 2 дена обезбедуваме хотелско сместување, до 100 евра, ние ги покриваме трошоците и исто така обезбедуваме заменско возило, да, рента-кар, како би можел членот да може да си ги заврши своите активности кои што си ги планирал нели на тоа патување. Да. Ова е навистина добро да се чуе така. И јас имав едно такво малку непријатно, не многу малку непријатно искуство надвор од земјата, но благодарение на ова членство видов колку се може лесно да се заврши без лоши искуства, напротив да се вратиш побогат за едно ново искуство, бидејќи незгодата те однела на друго место, не таму каде што си тргнало. Значи, ама сама тежна е да ја олесни ситуацијата, бидејќи тоа се навистина непредвидени и стресни ситуации. Единствено нешто што членот треба да знае, да се јави во контакт центарот на АМСМ на 196 ако станува збор за во Македонија, а ако станува значи дефектот ако е настанат во странство, тогаш треба да се јави на телефонскиот број 389, значи позивниот за Македонија 2 3181 196. И во тој случај значи само доволно е толку. Во нашиот оператор од контакт центарот го води разговорот,
утврдува каква помош треба да пратиме и постапуваме на исти начин без оглед дали се случил дефектот во Македонија или во странство. Помошта на пат стига во рок од 30 до 45 минути. Вие толку максимум може да останете на пат. Да. И целата организација, значи, ние ја превземаме. Многу е важно да се напомене дека кога тргнуваме на пат, тргнуваме ноќно време. Значи, тргнуваме во празник, тргнуваме викенд, кога не работат ни сервиси, не работи, значи немаме лесно, не можеме да најдеме мајстор за дефектот што се настанал, или пак сме на отворен пат и не знаеме сега што да правиме со возилото. Значи, заради тоа, АМСМ е пријател секогаш кој треба да биде со вас и затоа препорачуваме покрај потребните документи кои што треба да се проверат за патување, да се провери дали е и АМСМ член, затоа што со тоа обезбедуваме 24/7 поддршка на пат. Да, секоја чест, јас ова го потврдувам бидејќи искуствено беше едно доста добро искуство за мене, а морам тука да ги пофалам и вашите грчки колеги кои што после 3 минути од како возилото застана и веќе не можеше да се проложи понатаму, не знам дали имаат некој сателитски начин на следење, меѓутоа после 3 минути веќе возило за помош на пат беше позади, не обезбеди и ни овозможи да бидеме покриени и заштитени се додека не дојде друго возило за шлеп да не пренесе и понатаму веќе вашите колеги не превзема и го водеа целиот процес кој што беше за мене навистина едно многу позитивно искуство и затоа и сакав да го споделам со нашите гледачи. Значи, АМСМ може да ја обезбеди оваа услуга затоа што е членка на ARC Europe. ARC Europe е меѓународна асоциација преку која наша партнерска мрежа, преку која ние можеме во секоја држава, значи како го примаме повикот во Македонија, на исти начин, значи нашите оператори го пренесуваат тој повик, значи во државата каде што се наоѓате. И затоа е возможно ние да одговориме подеднакво исто, со исти квалитет, како во земјата, така и во странство. Секоја чест. Ви благодарам многу, ова беше многу значајно да се чуе. Се надевам дека и нашите гледачи ќе имаат добри искуства и навреме ќе се информираат и нема да брзате кога ќе го регистрирате вашето возило, туку внимателно ќе ги слушате таму луѓето кои што ви ги кажуваат сите можни поволности кои што ќе ги добиете. Така, јас можам да напоменам дека покрај тоа што ќе бидат присутни кај нас, значи во нашите простори на АМСМ, постои уште една можност која што е достапна за секој граѓанин на Македонија, а тоа ни е онлайн платформата, значи на нашата веб страна amsm.mk може да се влезе со неколку чекори само значи за членице и веднаш онлайн да си го земе членството во било кое време. Прекрасно. Многу ви благодарам, Анжелика, и се гледаме во некоја следна прилика на друга тема. Ви благодарам многу за поканата. Имајте убав ден. Јас многу благодарам, драго ми е и многу убаво од ваша страна што ни ги споделивте овие совети за кои што нешто можеби сме подзаборавиле и секако дека се многу корисни. Така ли е, Суза? Така. Се гледаме повторно и поздрав до тимот од Автомотосојузот на Македонија, нашите верни пријатели.